ти си прогласен, јас мислам Томе Атанасов беше и не знам уште ден имаш од борачите. Вика, ти си прогласен заслужен мајстор на спортот на Југославија. После сите вие, и мислам дека круна и најголемо признање од градот ми е дојдено, што 1972 година официјално бев прогласен за најдобар спортист на општина Штип. 73-та бев. Втор, иако сметам дека требаше и таа година да бидам прв, али требаше да се изменат работи некој, да биде и друг, да не биде само борач. Бев втори и неколку пати имам, трет, четврт, пет. Тоа е накратко што можам да кажам за мојата кариера. И сега морам да се поврзам и за некои работи. Мора да кажам некои работи за луѓе кои са биле, кои ако не са биле дека Балканец, не верувам дека ќе беше тоа денеска. Мора да го кажам тоа у моето време кои са биле. Морам да ги спомнам тренерите. Рангелов, покојниот Панов Димитар. Он беше стално како некоја алтернатива. Ако некој тренер дојде, некоја луфта меѓу тренер... Панов Мусата. Да, таа е Панов Димитар, они се сите мусевци. Али он е најстариот, Панов Димитар Муса, он е покоен, он почина. Морам да го спомнам Шутев. Морам да го спомнам Томе Атанасов. Томе Атанасов со таа наша златна генерација, што викаме, постигна најголем успех. Освои многу медали, освои многу први места, Балканец титулите што ги има освоено правак на Македонија, на тогашна Југославија, ја мислам дека се грото постигнати под руководство на Томе Атанасов. Морам да го спомнам тука Добре Маринков. Тоа се у моето време. Да упаѓам сега у вие, помладите, дека не сум работил со нив, али тоа се луѓе што заслужуваат посебен респект. Тоа се тренери. Морам да ги спомнам и луѓето кои дадоа голем придонес за развитокот на борењето. Едни големи луѓе, едни луѓе што го сакаа борењето, што беа спремни, но кеска денеска у секое време се да даат за борењето. Морам да го спомнам еден покоен Борис Зајкиников. Тој беше човек што од негов джеб даваше пари, ако нема пари да се оде, он ваде, дава, он оде со нас, он одеше гужви, ако има, он прв одеше у првите редови. Морам да го спомнам Рибарски, Панчи Рибарски мајка, ние го викаваме мајка. Мора да го спомнам еден Бурич, еден Кангалов. Јас тај Кангалов мислам многу души запосли у тоа време. Ние ако завршиме школа, немаме работа, он човеков пристапи, како бе, вие сте заслужени у тоа време, па беше борба да не зема другите клубови. Мене ме тражеше Вардар. Вардар доаѓаше упорно, вика, Санде, жена ти работи у Скопје, има стан тамо, ќе ти најдеме работа таа најдена, да дојдеш да се бориш за Вардар. Викам, слушай, ја не можам, не знам, од тамо, домашни околности. Мора да го спомнам еден Лјупчо Самоников, еден доктор Чанев, кој помагаше, ние бееме кај него, за секако, за обична простинка бееме кај него, он беше у клуба стално, укажуваше ни секаква лекарска помош. Еден Мека, Жарко Киров, морам, уш една работа морам да спомнам. Ја не знам сега дали држи, али морам да го кажам за тоа, сметам дека тука е еден многу важен момент за Балканец. После распаѓање на системот, на социјалистичкиот систем, кој се распадна, кога дојдеа кризите у Македонија, кога почнаа работа да се затварат предпријатија, кога почна да не се работе, на клубот му се беше обешил еден голем катанец. Клубот се тогава финансираше од Совка, мислам, и од Скопје пуштаа нешто. И доваѓаше месечно околу 5.000 или 10.000 динара пари на сметката на Балканец. А ќе молам, може ли еден клуб да се одржи со 5.000 или 10.000 динара пари? Ја мислам, тоа е абсурд, тоа е немогуче нешто. Клубот беше пред затварање, рековме, клубот треба се затвара. И сега што правиме? Ние заинтересирани некои што го сакаме, што не боле оти, ние ги делиме и убавите и лошите работи за Балканец. Секој успех на Балканец, кога ме сретат мене у градот, викат Санде, честитам, ти знаат дека сум ја дел од тоа. Или секој неуспех викат Санде, ајде бе, како тоа? Еве да речем поразо што беше со Радовиш. Поразо со Радовиш беше тоа у градот, јас кој излеза, сите ми викаа, бе, Санде, не бе срам, како бе можете, како бе, веќе у ваше време ги тепаате 9-10-0, сега губите, вика, 10-0, вика, како бе, вика. И еден пример ќе кажам исто. У Скопје одам у институтот, ветеринарен институт за службено по некоја работа, само што улеам у канцеларијата кај Михо Данев, он ми виде, вика, Санде, седи бе, како бе, вика, бе, да го дозволете тоа.
Како бе, вика, да изгубите, вика, 10-0, бе, вика, тоа. Не се памте, бе, борењето ще да се деси. Сакам да кажам, ние бееме луѓе заинтересирани за Балканец и сакаме Балканец да обстане, без разлика кое време и какво време. И се ангажираме, мислам, таа група бееме, и јас, Дура Карифов, Данчо Стојанов, Добре Маринков, Томе Коцев, Томе Атанасов. И си договориме клубот да го врнеме у живот. И сега што да правиме? Нема. Обществените фирми немат пари. Пара нема. Ангажираме се, размислиме да го ангажираме Ѓорѓиев Ласто, собственикот на Милита. Он беше тогава меѓу јаките бизнесмени, а живееше со нас, борачите, беше другар, пријател. И ја неколку пати лично јас сум удил, седнам со него, го бедувам, викам, слушај, Ласте, ти си спас за Балканец. Мора да помогнеш, Балканец е готов. Совка не дава, Сојуза не дава, фирмите немат, обществените фирми немат тогава, нема тоа, распаѓа се. Он човекот не ќе вика, слушај, Санде, не можам тоа, вика, тоа се врски, тоа јас имам, починjam сега, он беше тогава почетокот со бизнис. На некој начин успејаме да го ангажираме, и он се прифана да биде председател на Балканец. Али со тоа што ми рече Санде, јас ќе бидам председател, али ти ќе го водиш клубот, ти ќе бидеш подпредседател, ти ќе комуницираш, јас имам службено сум за фанат. И он се ангажира човекот 2 години дава пари од свој джеп. Само ја и он знаеме како ги обезбедуваме парите, договараме се, викам, слушај, Ласте, хранарина на децата, идам у клубот, вика, тражат, Санде, вика, ти знаеш како е работа, оди тражи, зима, одека треба, ти знаеш одека треба. Јас се ангажирам, одам со кола, од вамо, од тамо, зимам пари, исплатям ги. 2 години клубот го држаме на тај начин. Со тоа и Балканец. Со тоа Балканец обстанаја, мислам. Тука беше една преокретница, дали клубот ќе дојде доле, се растура систем, растура се цело уредување. Сакам да го спомнам него како еден од заслужените луѓе на Балканец. Тоа е за мое време на спортување и како управа. Богата спортска кариера, ќе ја молам режијата да ги проследиме фотосите и со ваш коментар да ни кажете нешто повеќе зашто се работи и кои се на фотосите. Па ова е втората златна генерација на Балканец. Под водство, сметам дека на најуспешниот тренер на сите времиња на Балканец, Томе Атанасов. Тука се Добре Маринков, Цветанов, Томе Коцев, Ферати, Битич, Влахов, Санде Коцев, Ацо Крстев, Данчо Стојана, Дура Карифов. Тоа е генерација што има најголеми успеси у борењето. Оваа слика е на средбата со тоа при краја на мојата спортска кариера. Тука се гледа, јас сум последен, малку имам и добиена у линија повеќе килограми. Средбата со кочени. Балканец немаше борач од тешка категорија и ми викнаа, мене ја више бе и откажан од борење и вика, Санде, ти мора да се бориш у тешка категорија. Вика, колку се борам? Викам, ја немам толку кила, ја имам 80 кила, тебе се борам над 100. Вика, ќе јадеш. Уидеме кај удолето кај Заки и почнаа да ми прават кебапи и плескавица, ама полуживи, згоре запечени. Ово е во салата на Купа на европските шампиони у Швајцарија. Тука сме на еден тренинг, после тренингот сликани. Кои се со вас во друштво? Тука е Ристо Дарлев како појачање, Нухју, Кенан, исто еден квалитет, Драги Панов, Томе Атанасов, Киро Ристов, Томе Коцев, Цветанов, Стојан Ристов, Гоце Влахов. Ова е средбата, ова е победата у Швајцарија на Купа на европските шампиони, Вајфелден, каде со еден технички захват, еден убав захват успеа да го туширам представникот на швајцарската екипа. Ово е на двомечо што се одржа меѓу Југославија и Либија. Тука на оваа слика се Шабан Сијудиу, Ристо Дарлев, Киро Ристов, Санде Коцев, Ацо Јордановски, Стојан Ристов и овие вај Баки беше, не се сеќавам како беше името, од Ѓорче Петро беше враш. Значи, тоа се сеќавањата на нашите денешни гости.
дел од вашите спомени, дел од вашата кариера, би имал вака прашање